Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам, напишана од Рашид Ахмад Чаудхру. Книгата Приказни од времето на раниот ислам за прв пат е печатена во 1975 година под насловот Златните дела на муслиманите. Од тогаш имаме голема побарувачка за неа и во Велика Британија и надвор од неа. तुम्हें ज़माने ने सुख के बदले में दुख दिया है, उदास क्यों हो? Исламско обожување. Исламот става посебен акцент на обожувањето на Бог. Заклучно со тоа е и целта на човековото создавање. Крајната намисла на обожувањето е зацврстување на односот на луѓето со Бога. Во честниот Куран Бог вели: "Мене повикајте ме, јас ќе ви одговорам." Во исламското обожување нема посредник. Човек му се моли на Бога и воспоставува однос со него. Тој се моли со цврста вера дека искрената дова не е залудна. Во исламот се смета за тежок грев да се обожува некој друг освен Бог. Аллах Джелешануху има моќ сам да одговара на довите, што значи дека се што ни е потребно треба да бараме од него. Исламското обожување може да се подели во две категории: формално обожување, како што е намазот, аджилокот во Божјата куќа, хаџ, постот и зекатот. Намазот значи обожување во џемаат, група луѓе што извршува намаз заедно предводена од имам. Неформално обожување, како што е постојаното подсетување на Бога, наречено зикр. Исламот пропишува 5-дневни намази, наречени салат, во точно определено време. Тие се следните: сабах, пред излегувањето на сонцето; пладне, напладне, кога сонцето започнува да опаѓа; икиндија, после пладне; акшам, кратко после заоѓањето на сонцето; јација, навечер. Исламската молитва е поинаква од другите, опишани во останатите религии. Таа ги содржи и двата дела, индивидуален и колективен. Секој намаз го предводи имамот. Во исламот нема исповедување. Било кој верник кој има некакво религиско знаење може да го предводи намазот. Обично тој се избира заради неговата побожност и знаење. Ако на едно место се само двајца муслимани, тогаш едниот од нив го предводи намазот, односно имами. Човекот може да клања во сопствената куќа со членови од своето семејство што ќе го следат, но ако човек се најде сам и нема со кого да го клања намазот, тогаш тоа треба да го стори сам. Во петок се клања посебен намаз познат како џума, кој се клања наместо пладне намазот. Имамот држи худба пред намазот. Како и да е, муслиманите можат да клањаат било каде, во куќа на отворено, или дури и во воз или во брод, но намазот би требало да го клањаат во џемаат. Пред секој намаз се учи езан, повик за намаз. Оној кој го учи езанот се нарекува муезин. Тој стои на подкрената подлога или на минаре со лицето свртено кон ќаба и учи езан, кој се предводи на следниот начин: Аллах е најголем, Аллах е најголем, Аллах е најголем, Аллах е најголем. Сведочам дека нема друг Бог освен Аллах. Сведочам дека нема друг Бог освен Аллах. Сведочам дека Мухамед е Аллахов пратеник. Сведочам дека Мухамед е Аллахов пратеник. Дојдете на намаз, дојдете на намаз, дојдете на спас, дојдете на спас. Аллах е најголем, Аллах е најголем. Нема друг Бог освен Аллах. Кога ќе го чујат тој повик, муслиманите ја оставаат својата работа и одат во џамија. Земаат абдест, тоест го мијат лицето, рацете и стапалата на пропишаниот начин. Во џамијата не постои место или седиште резервирано посебно за некого. Имамот стои пред групата со лицето свртен на кај Каба. Зад него стојат луѓето во сафови, редови, со лицето свртено во ист правец, како и тој. Во Божјата куќа сите се еднакви, без разлика на професијата, бојата на кожата или расата. Жените се одвоени од мажите.
Сите го следат имамот, додека тој менува различни положби. Различните положби се стоење, наведнување, сечда и седење. उदास क्यों हो, उदास क्यों हो, उदास क्यों हो. Муслиманскиот начин на обожавање е овозможен на најсоодветен начин. Музика или хорско пеење не се дозволени во текот на намазот. Разговорот во текот на намазот е сосема забранет. Нема слики во џамијата. Сето тоа е забрането затоа што го одвлекува вниманието на луѓето кои клањаат. Покрај пропишаните намази, муслиманите преку текот на целиот ден се препуштаат и се предаваат на обожување на Бога со понизно сеќавање, без разлика дали нивните раце се зафатени со некоја друга работа, или пак патуваат, или читаат. Постот е следниот вид ибадет. Постот значи воздржување од јадење и пиење од зори, па додека сонцето да зајде, заради задоволство на Аллах Джелешануху. Исламскиот пост е поинаков од постите пропишани во другите религии. Например, на хиндусите и на христијаните им е дозволено за време на постот да јадат одредени видови храна, додека муслиманите ниту јадат ниту пијат од зори па до заоѓање на сонцето. Ова трае 29 или 30 дена во месецот Рамазан, месецот во кој почнала објавата на Куранот, на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Следен вид ибадет е зекатот. Тој е еден вид религиски данок на посебен вид имот. Муслиманите кои поседуваат цела една година пари или некаков друг имот повеќе од потребниот минимум, плаќаат зекат, според специфична стапка, која надминува 2,5% од вредноста на капиталот, во форма на имот на кој е проценета. Приходите од зекатот се распределуваат по сиромашните делови на заедницата, но и во други благородни цели, спомнати во честниот Куран. Хадж или аджилокот во Мека е следната форма на ибадет во исламот. Тоа е оврска оставена за сите муслимани кои можат да си дозволат патување, барем еднаш во животот да извршат аджилок. Милиони муслимани од целиот свет пристигнуваат во Мека за секоја година, во одредено време, во пропишани денови, да извршат аджилок. Постојат два рамазански празници. Едниот е Еид ул Фитр, рамазански бајрам, на крајот од месецот на постот. Собирањето се прави на посебни места, каде што огромен број луѓе пристигнуваат заради обожување и имамот го води намазот и држи худба. Другиот празник е Еид ул Адха, Курбан бајрам, свеченост на жртвувањето. Се слави во чест на спремноста на Хазрети Ибрахим алейхи селам да го жртвува својот единствен син Хазрети Исмаил, како што му било заповедено од Бога. Тој ден се прави еден посебен намаз, кој се вика Бајрам намаз, после кој имамот држи худба. Во тие денови оние муслимани, кои се во можност да заколат животно, го прават тоа после намазот, како чин на жртвување. На оној кој го принесува жртвувањето, коле курбан, дозволено му е да земе дел од месото, а останатиот дел се дели на соседите, пријателите и сиромасите. Милиони жртви во светот се принесуваат во таа чест. Божиот збор. Зборот Куран значи она што е читано, објавено, прогласено. Тоа е збир од говорни објави, кои му се објавени на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем во период од 23 години и представува збор од Бога. Првата објава која содржи само неколку ајети, објавена му е на честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем во пештерата Хира. После тоа, објавата траела се до неговата смрт. Кога некој дел од Куранот ќе му бил објавен, тој го памтел.
Многумина од неговите асхаби, откако чуле дека тој го прави тоа, го правеле и тие. Некои од нив пак ги запишувале ајетите на било што ќе им се најдело при рака, на кожа, на кора од дрво, на камен. За да го зачува тоа, чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем ангажирал неколку луѓе да ја запишуваат објавата кога таа ќе му била спуштена. Чесниот Куран е најчитаната книга во светот. Секој муслиман е должен секој ден да извршува по 5 намази дневно. Поголемиот дел од тие намази се запишани во чесниот Куран. Муслиманите секојдневно учат делови од таа чесна книга. Многу од нив својот ден го започнуваат со учењето на чесниот Куран. За времето на Хазрети Абу Бекр, разијалаху анху, првиот халифа, одлучено е да се состави чесниот Куран во форма на една книга. Зеид бин Сабит, истакнат пријател на чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем, бил задолжен за таа задача. Со големо внимание ги составил деловите во една книга, деловите кои ги составил и самиот пратеник. За време на третиот халифа, Хазрети Осман, разијалаху анху, издадено е официјално издание на чесниот Куран. Направени се 7 копии, кои потоа се испратени во различни делови од исламскиот свет. Овие 7 книги станале стандардни верзии од кои подосна се направени останатите копии. Сите муслимани учат да го читаат Куранот на арапски јазик, без разлика што тој не им е мајчин јазик на сите. Скоро секој муслиман знае по некој дел од таа книга на памет, а и во денешниве генерации постојат стоцици илјади луѓе кои можат да го учат целиот Куран на памет од почеток до крај. Таквите луѓе се викаат хафизи. Чесниот Куран е преведен на сите големи јазици во светот, а таа работа и понатаму продолжува. Куранот има 114 делови, кои се викаат сури. Секој дел, освен 9-тиот, почнува со бисмиллах. Во името на Аллах, милостивиот со милосниот. Чесниот Куран е единствената книга на светот, која сведочи дека секој збор содржан во неа е директен збор од Бога и дека тој ја зачувал чистотата на текстот со години. Текстот на Куранот останал непроменет, без никакви измени и додатоци. Муслиманите треба да веруваат не само во Куранот, туку и во секоја друга книга, која била испратена од Бога на пратениците, кои доаѓале низ времето. За жал, ниту една од тие книги не го задржале својот првобитен, оригинален облик. Во чесниот Куран се спомнуваат Адем, Ибрахим, Јусуф, Давуд, Сулејман, Иса и неколку други библиски пратеници, нека е мир над сите нив. 100 вистински пратеници биле испратени од Бога. Мерјем, мајката на Иса алейхи селам, опишана е како модел на невиноста. Според чесниот Куран, Иса алейхи селам е Божи пратеник, а не свето битие како што веруваат христијаните. Чесниот Куран го осудува спомнувањето на тројството и придружувањето на било кој или било што како партнер или сојузник на Бога. Не учи дека има само еден Бог, неговото основно име е Аллах, и тежок греф е да му се додава било кое друго битие. Чесниот Куран става посебен акцент на човештвото. Признава поделби помеѓу луѓето на племиња и на групи, но објаснува дека тие поделби се потребни само за распознавање. Единствена ознака на човековата чест е праведноста. Сведочи дека нема национална, племенска или расна супериорност едни над други. Чесниот Куран нас не учи дека верувањето во Бога не подразбира само концентрација и посветеност единствено на Бога, туку подразбира изближување со луѓето во име на Бога. Бара материјални добра подеднакво да се распределуваат преку зекат и милостина. Ги определува должностите и правата на заедниците и на нивните членови. Расправа за клучните детали околу управувањето за време на војна и мир, како и за интернационалните одредби и закони. Го учи човекот да води едноставен живот, да биде чесен, љубезен, искрен во договорите со другите. Забранува се што може луѓето да ги доведе во лага и во неодговорно однесување. Според тоа, става забрана на сите опијати и на коцкањето и така натаму.
Чесниот Куран апсолутно ја отфрла теоријата за наследниот грев и вели дека секое дете е родено безгрешно. Чесниот Куран содржи неколку предвидувања за иднината, од кои неколку се остварени. Например, предвидено е дека ќе дојде време кога превозот ќе се одвива многу брзо. Исто така, спомнато е и проширување на земјата, предвидување кое се остварило со одењето на човекот на месечината. Сведочи дека секое небеско тело се движи во различни орбити. Следното предвидување на чесниот Куран е за фараонот. Соопштено е дека откако фараонот се удавил, неговото тело останало зачувано и може да послужи како поука за следните генерации. Овој настан е опишан само во чесниот Куран. Библијата и другите автентични записи од тоа време не спомнуваат за овој случај. Предвидувањето се покажало како вистинско кога телото на фараонот било пронајдено и идентифицирано во овој век. Неговото тело после давењето останало недопрено, мумифицирано и сочувано. Чесниот Куран дава решение за секој проблем во светот. Тоа е книга водилка за сите луѓе, за сите времиња. अभी खुदा है उदास क्यों हो उदास क्यों हो उदास क्यों हो उदास क्यों हो उदास क्यों हो। Денес го завршивме вториот дел од книгата Приказни од времето на раниот ислам. Еселаму алейкум.